Ми представува посебна чест што ми е дадена оваа прилика да се обратам за некои од најважните прашања од актуелниот политички момент на нашата држава. На почетокот, дозволете ми да ви го честитам големиот јубилеј, 70 години постоење на Сојузот на борците на Македонија и да ви соопштам дека со задоволство, со огромно задоволство, го прифаќам предлогот да бидам покровител на државното одбележување на 75 годишнината од првото заседание на АСНОМ во 2019 година. Како што веќе сте информирани, во Собранието на Република Македонија во тек е постапка за измена на Уставот, врз основа на нацрт амандманите што ги поднесе владата. Максимално транспарентно и одговорно, веднаш после одлуката на владата за оваа иницијатива, нацрт амандманите беа достапни за целата јавност во Република Македонија. На оваа постапка на владата на Република Македонија и предходеше еден транспарентен, консултативен процес со парламентарното мнозинство во Собранието и со сите други пратеници кои што го составуваат парламентарниот состав. Во иницијативата за измени на Уставот на Република Македонија, согласно договорот од Преспа, нема ништо спорно. Амандманите се јавно објавени. Предложените нацрт амандмани се во согласност со меѓународното право, со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи во евроатлантските интеграции. Еден од предложените амандмани предизвика посебен интерес. Тоа е амандманот 34, со кој дел од текстот во преамбулата, одлуките на АСНОМ, се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Овој интерес повеќе беше инфициран со лажни вести и искривени толкувања кои одеа до таму дека АСНОМ ќе се избрише од Уставот. Вистината е дека АСНОМ не само што не се брише од преамбулата, туку напротив, АСНОМ сега наместо еднаш ќе се спомнува два пати. Со предложениот амандман, со делот на АСНОМ, се појаснува дека се повикуваме на правните решенија кои се содржани во прогласот на АСНОМ. Прогласот е каталог на правни решенија кои се темел на нашата државност. АСНОМ донел 9 решенија, кои се сумарно наброени во самиот проглас. Значи, да подлеча, местото и значењето на АСНОМ во државно-правната традиција со новиот предложен амандман е потврдено и плюс е засилено. Манифестот на АСНОМ, како политичка декларација, останува важен политички документ од нашата историја, но во преамбулата ќе биде појаснето дека темелите на државноста ги лоцираме во правните решенија на АСНОМ, а не на политичките декларации кои бидеа дадени во тој момент, во 1944 година, а кои би можеле да се протолкуваат како аспирации кон териториите на нашите соседи. Зошто? Манифестот е сериозен документ, кој што е дел од АСНОМ, но во манифестот вика: македонци од Република Бугарија, од Република Грција, обединете се. Во духот на градењето на пријателството, ние немаме намера да окупираме ниту Грција, ниту Бугарија. Имаме намера да се ја почитуваме македонштината, да си го цениме пријателството и да отвараме перспективи за минатото, за иднината на нашата земја. Си го почитуваме минатото, но тоа мора да биде користено заради иднината, да им обезбедиме иднина на генерациите кои што доаѓаат. Дозволете ми, почитувани сограѓани, да издвојам еден од 4 државотворни одлуки од АСНОМ. Никој не може да го порекне модерниот државотворен концепт на одлуките кои имаат актуелност и применливост и ден денеска. Еве како гласат овие правни одлуки, да цитирам: сите граѓани се еднакви и равноправни пред законите, без разлика на нивната народност, пол, раса и вероисповед. На националните малцинства во Македонија им се гарантираат сите права на слободен национален живот. На секој граѓанин му е загарантирана сигурноста за приватноста и имотот. Загарантирано му е правото на собственост и приватната иницијатива во стопанскиот живот. На секој граѓанин му е загарантирана слободата на вероисповед и слободата на совеста. На сите граѓани им се гарантира слобода на говорот, печатот, правото на јавен собир и слободата на здружување.
Сите граѓани на демократска Македонија имаат право еднакво, општо и непосредно да учествуваат на слободни избори со тајно гласање. Тоа е визијата за Македонија одасно. Тоа е визијата за Република Македонија и денес. Гледате колку се истоветни и колку биле проникливи и далеко гледни одлуките на Аснам. Кога ги читате, дека денеска мислите тоа е создадено во делот на современието во кое што го живееме. Не, Аснам, нашите борци, гледале многу далеко да создадат трајна држава наша, која што конечно ќе ни биде признаено целиот свет, со потврден македонски идентитет, која што никој повеќе нема да ја спори, со верификуван македонски јазик, секако со почитување на идентитетот на сите национални малцинства кои што живеат во нашата мултиетничка Македонија. Таква ни беше и борбата мултиетничка, таква ни е државата и таква ќе ни биде Македонија. Тоа е наша предност. Почитувани членови на Сојузот на борците, денеска имаме историска шанса Македонија конечно да ја извлечеме од долгогодишна криза и суштински, еден по еден да ги решиме длабоките проблеми. Вие најдобро знаете дека патриотизам е кога им го градиш патот на идните генерации, кога се гради држава признаена од сите, на која граѓаните се горди, не штедејќи се себе си. Храбрите чекори мора да бидат придружувани со обединување внатре, со обединување со соседите и со европското семејство. Дозволите ми да се осврнам на договорот со Република Грција, на договорот за македонската иднина. Договорот што го постигнав е историски гледано најдобра и фер шанса за граѓаните на Македонија. Договорот е влог во македонската иднина, кој го расчисти патот на нашата земја за влез конечно во НАТО и за почеток на преговорите со Европската Унија. Стануваме член на семејствата на НАТО и Европската Унија, нациите кои уживаат силен економски развој. Кога ќе стоиме пред јарболот на која ќе се издига македонското знаме, таму, во Брисел и пред НАТО и пред ЕУ, ќе стоиме гордо. Зошто со договорот, химната, грбот и знамето остануваат за секогаш. Договорот го потврди и заштити македонскиот идентитет. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци и нема повеќе оспорување од никој. Тоа беше борбата на нашите предци, на борците, да имаме држава која што никој нема да ја оспорува, која што зборува македонски јазик, кој што никој нема да го оспорува, признаена од сите во целиот свет. Ова е модерна борба која што денешните генерации исто така ја водиме, но на еден модерен начин, со трпение, со рака подавање, со градење на пријателство, се со конечна цел да отвориме перспективи и на нашата земја и на генерациите кои што доаѓаат после нас. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, нашиот јазик, народ, со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Овој договор го заштити македонскиот јазик за веки векови. Македонскиот јазик е потврден, идентитетот е зачуван целосно. Договорот го потврдува државјанството како македонско, сега и во иднина за секогаш. Според договорот, нашето државјанство ќе биде македонско кроз граѓани на Северна Македонија. Затоа што уште еднаш и низ државјанството сакавме да биде потврден нашиот идентитет како право на себе определување или себе идентификување. Тоа е право, тоа е чувство и никој не може да го загрози. Според МК и МКД символите остануваат меѓународно прифатени и препознатливи кодови за нашата земја. Значи МК и МКД се официјалните кодови кои што се признаени и од Грција и од целиот свет. Се договоривме, решивме спор кој што ја блокираше нашата земја и нашата иднина и конечно добивме покана за членство во НАТО. Ние ќе бидеме 30-та земја членка на Алијансата. Со тоа ни се гарантира сигурност, безбедност и економски развој. Знаете што значи никогаш да нема повеќе војна. Вие сте едни од најголемите следбеници и почитувачи на борбата и делото на народно-слободителната борба и борци. Знаете колкава беше
мизеријата, трагичност, уништувањето од војната. НАТО значи никогаш повеќе војна, трајна стабилност, мир и безбедност. Ова е вековна придобивка за граѓаните од сегашните генерации и сите генерации кои што доаѓаат после нас. Имаме кандидатски статус за членство во Европската Унија од 2005 и од 2009 година добиваме позитивни препораки за почеток, но за прв пат, конечно, ова година добивме датум за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Знаете дека подготовките се во тек како резултат токму на договорот со Грција. Договорот ни донесе охрабрување и инспирација за поголема доверба меѓу двете земји, за иницијативи кои ги предизвикаат подобар живот за граѓаните на двете земји. Градиме пријателство со Грција. Конечно добивме нов пријател, што вика децата ново другарче. Тоа е нашиот јужен сосед. Прв сосед со кој што можеме многу да соработуваме, да го подобри тоа и економскиот квалитет на живот и севкупниот живот во Република Македонија. Со Грција конечно ќе бидеме партнери и сојузници. Тие ќе бидат наши подржувачи. Заедно трасиравме пат за стратешко партнерство, за придобивките, за граѓаните, за двете земји. Тоа е новата реалност на Балканот. Тоа е реалноста што заеднички ќе ја изградиме на темелите на меѓусебното пријателство и на заедничките заложби за владење на демократијата, мирот и просперитетот во нашите земји, но и во целиот регион. Нашата поука од минатото, од вашето дело, од вашата борба е дека иднината е вистинскиот избор. Благодарам уште еднаш за приликата што ми е дадена да говорам пред вас, затоа што вечерва сакам, токму со Сојузот на борците, да ја отварам ова јавна дебата, која што ќе трае скоро цел месец дена ширум Македонија, согласно кој после тоа и парламентот ќе ги носи своите конечни одлуки. Ви благодарам на вниманието и ја ве поканувам за дебата.